До година Македонија ќе го троши најголемиот буџет во историјата. За државата да функционира стабилно, потребни се 4 милиарди и 25 милиони евра, но сите пари државата ги нема, поради што е поставен и буџетски дефицит од 568 милиони евра. Кои се очекувањата од економијата за поставување на вака големиот буџет и во што се вградени амбициите на креаторите на економската политика кај нас? Се планира инвестициска подршка на јавниот сектор, зголемување подршка на приватниот сектор и интензивирање на странските инвестиции. Стои во буџетот. Сепак, дефиницијата на предвидениот економски раст е зголемување на извозот и намалување на невработеноста, која по неколку години поради пандемијата повторно се зголеми. Освен ова, се планира продажба на државни станови, земјоделско земјиште и други државни сопствености. Колку и да се планираат нови приходи, многу е важно и колку ќе се троши. Државата сака да штеди, но од друга страна не може тоа да го спроведе, бидејќи треба да тргне од самата себе си. Треба самата таа да си ги скрати трошоците што ги прави преку превработеност, преку нерационално трошење на буџетските пари. Сите буџетски корисници треба да штедат од државата, пак ќе спомнам, преку буџетот ги финансира сите неопходни функции во една држава: образование, култура, наука, општо одбрана, МВР и така натаму. Што се однесува до граѓаните, тие и без тоа се убедени дека во безброј сегменти државата нивните пари ги фрла недомакински. Во луксузите. Голем луксуз да нема. Но овие големите што се компании, таму треба да намале. У тоа имаат многу пари. Нека ги бавам 72 джипа. А до вчера немаше ништо. Сепак, авторите на буџетот мислат поинаку, па до година повеќе пари ќе имаат следните институции: Собранието, председателот на државата, Министерствата за одбрана, внатрешни работи, финансии, УЈП, здравство, образование и други. Иако граѓаните се со овој став околу трошењето, буџетот на нив им гарантира дека пензиите, социјалните интервенции и платите во државниот сектор не се доведуваат во прашање.